Цивил медија. Значи, бомбите како докази, апсолутно во самото законско решение се предвидени. Тие не беа цел на преговори помеѓу ВМРО, ДПМН, СДСМ или другите представници на парламентарните партии или пратенички групи, од проста причина што и основниот закон за специјално јавно обвинителство, членот 22, вели дека поднесувањето на обвиненија е 18 месеци од превземањето на материјалите и на предметите. И сите бомби и во предметите кои што се поднесени може да бидат секако индиции и тие сами по себе како докази не може да обстојат. Мора да има и материјални докази. Така да, она што е важно треба да го знаат граѓаните, а тоа е најважното впрочем, дека предметите се живи, кои што се воделе предистражни и истражни постапки, се поднесени обвиненија, тие ќе бидат распределени за да можат обвинители и судии да утврдат што тоа постојат докази, што не постојат докази, за да може да бидат процесуирани, како впрочем и секој предмет кој што постои во Република Северна Македонија. Овде во Скопското, во организиран криминал, во јавното обвинителство или во основните јавни обвинителства по градовите ширум државата. Извинете вака, значи и убаво е да ги расчистуваме работи заради тоа што се создаваат филмови и фантастични очекувања, кои што апсолутно според мене не се реални. Прво, самиот систем во Република Северна Македонија е поставен и на двотретинско одлучување. За да може да носите одлука, треба граѓаните да кажат преку гласање што очекуваат. Тие не дале на никој двотретинско мнозинство, за да може да ја испратат таква пораката. Значи, еден дел, веројатно мнозинството на граѓани, одлучиле онака како што одлучиле. Еве, мене ми дадоа како носител на една политичка опција 49 пратеници. На мојот политички опонент дадоа 51 пратеник. Од тука и очекувањата, така треба и да ги димензионираме. Ти граѓаните преку избори и гласови дефинираат во кој правец се очекувањата. Сето друго е поединечно очекување на граѓаните. Вториот дел, договорено е секогаш да уште при преговорите во пржина 18 месеци да бидат периодот, заради тоа и ВМРО ДПМН гласаше за таквиот закон со консензус во парламентот, каде што настапи од 15 септември 2015 година специјалното јавно обвинителство и се избра специјалниот јавен обвинител и преку 70% од разговорите се приватни. Никој не би сакал да се објават, како што викате да се објават сите, за вас со член на вашето семејство. Значи, сите разговори кои што дават криминал ќе бидат предадени, јас ги предадов и приватните разговори, комплетно сите, ниту некој треба да очекува кои од разговорите треба да се објават или не. Ако некогаш е кажено дека Заев ќе ги објави приватните разговори помеѓу луѓето, сакам да ја видам таа снимка и навистина од тука кажувам фантазии или различен вид на мислење према јавност. Приватните разговори сум си дозволил да објавам само еден, а тоа е меѓу мене и мојата ќерка. И тоа е првиот објавен разговор кој што го направи со мојата одговорност за моето дете. Цивил медија.